Иако е итна, ратификацијата за протоколот за членство на Северна Македонија во НАТО во Шпанскиот парламент не е известно дека може да се случи до 12 февруари. Шпанскиот парламент има 2 дома, а протоколот треба да помине и на Комисијата за надворешни работи, а потоа и на пленарна седница. Според најавата на собранискиот спикер пак Талат Џафери, собранието на нашата земја треба да го ратификува протоколот за НАТО на пленарна седница на 11 февруари, ден пред распуштањето на сегашниот пратенички состав. Но роковите не значат ништо за големата слика, а таа е дека земјава годинава и официјално станува дел од најмокната светска воена и безбедносна заедница. Атлантските интеграции одат рака под рака и со европските. Во поглавието 31 надворешна и безбедносна политика, Брисел заклучува дека имаме напредок. Каква е позицијата на нашата држава во однос на европската одбранбена политика? Прво, генерално имаме веќе во континуитет добар скор за придружување кон европските позиции во поглед на надворешната политика. Тоа значи дека кога носат одредени одлуки кои што се однесуваат на трети земји, на надворешната политика на Европската Унија, тогаш и ние како држава кажуваме дека сме согласни со тој став. И таа една конзистентност тие многу ја ценат. И самите кажаа дека во последните 2,5 години навистина е зголемен бројот на заеднички позиции кои што ги имаме како земја кандидат со Европската Унија. Она што е ново и што го најавивме веќе од 2018 година е дека сме заинтересирани да учествуваме во една од европските мисии предводени од Франција во Африка. И јас очекувам дека негдека кон средината на 2020-та првите двајца офицери на армијата на Република Северна Македонија ќе се приклучат на францускиот контингент како дел од европската тренинг мисија во Централно-Афричката република. Ова е прва мисија. Па не, ние сме учесници и на ЕУ мисијата во Босна и Херцеговина. Но е дефинитивно прва мисија надвор од нашиот регион и особено прва мисија во Африка. Една од областите на кои Европската комисија инсистира е заедничка соработка во полето на борбата со хибридни закани, интернет безбедност и лажните вести. За жал тука немаме аки, или можеби поточно нема ни Европската Унија нема рецепт. Премногу е ново. Како да се справи со лажните вести. Од една страна никој, ниту во Европска Унија, ниту пак кај нас, сака да се игра со една многу тешко стекната придобивка, а тоа се слободни медиуми, слободна мисла. Но факт е дека лажните вести се практично инструмент со кој некои структури, некои луѓе, некои партии сакаат да ја уништат слободната мисла. Нам ни требаше толку време да вратиме и во медиумите дебатата, да ја вратиме слободата и чувството на сила кај новинарите и кај медиумите и дефинитивно не сакаме да правиме чекор назад. Но факт е, и тука граѓаните мислам дека веќе станаа свесни, дека имате буквално една машинерија која е платена, подплатена, преплатена, не знам, само да создава страв, да создава недоумици и да генерира лажни вести кои што не тераат да го изгубиме фокусот. Например, секој пат кога фокусот на јавноста е кон некој од важните судења за поранешните бомби, за да не се види вистината, за да не се види дека се подплаќаат и поротници, се прави притисок врз нив, се прави притисок и на обвинители и на судии, се бара наеднаш превод и на албански јазик, само за да се спречи крајот на судската постапка, наеднаш од овие структури ќе добиете некој тип на напад со лажна вест и вниманието ќе го пренасочиме кон нешто друго. И мислам дека единствениот рецепт кој може да профункционира се институции кои што ќе реагираат промптно и ќе ја даваат вистината. Меѓутоа и медиуми, и новинари, и професионални здруженија кои што ќе покажат отпорност. За жал, социјалните мрежи некогаш заради брзината почнуваат да ни ги креираат вестите. А некогаш половина од таа содржина може да биде лажна. Ова е, како велат, работа во work in progress. Допрва и ние, и Европската Унија се труди да ги учи лекциите, но некогаш последиците се навистина многу сериозни. Видовме и серија на избори во Европската Унија кои што беа под силно влијание на лажни вести. По изборите се заборава. Не само избори, процеси, Брекзит. Да, кога последен пат во Македонија сте чуле за опасност од бегалци? Ама пред изборите во 2017 тоа беше, се обидуваа да стане главна тема во изборите.
Тој тип на лажни вести многу ни го трошат времето, ни ја трошат енергијата и сака да направат ситуација во која некои други интереси, политички, поединечни, лични, коруптивни, да продолжат да си се остваруваат и да си се чуваат. А колку самото членство во НАТО ќе помогне всушност и на европските интеграции? Шекеринска вели многу. Тоа праќа сигнал дека ова е сериозна земја што гарантира безбедност. Ние имаме искуство на Балканот што значи кога си загрозен, кога безбедноста не ти е гарантирана. И затоа кога се случи последниот особено чекор на лондонскиот самит, кога видовме дека сме де факто дел од најмоćната воено-политичка алијанса, се разбира немаше еуфорија, затоа што ние не сме влада која создава еуфории, но дури и кај најголемите скептици, мислам дека се почувствува едно здивнување. Дека оваа наша држава не мора веќе да се секира дали ќе ја биде или не, дали ќе ја има или не. Членството во НАТО е еден од рецептите за безбедност, за сигурност, но безбедност и сигурност кои носат и економски раст. Без НАТО странските и домашните инвеститори се плашат. Без НАТО економскиот раст стагнира. Погледнете само ако видите во овие 2 години колку се засили македонската берза, ќе видите кој е бенефитот на НАТО. 4 пати зголемени странски инвестиции, пораст кај туристите, пораст на берзата, затоа што луѓето велат веќе знаеме дека работите се предвидливи. Колективната одбрана, сите за еден за сите, која треба за жал допрва да ја вградиме во законот за одбрана, кој што се гласа со двотретинско мнозинство, а опозицијата го блокира, е најголемата сила која Северна Македонија може да ја добие. Практично ние нема да се подпираме само на нашите воени и полициски сили, туку дека ќе имаме заштитата на чадорот на НАТО. И мислам дека навистина можеме да си признаеме и можеме да си се пофалиме дека после 3 децении напор и работа и труд и грижа успеавме ова да биде нашиот генерацијски успех. НАТО и ЕУ не се исти траки, но во многу прашања се паралелни траки. Секој успех со членството во НАТО ви е одреден плюс во Европската Унија. Европската Унија не дискутира со држави кои што прво не си гарантираат собствена безбедност и кои не се демократски по својата суштина. И додека НАТО ќе биде од помош на патот кон Брисел, домашната поларизација и меѓупартиската тензија тешко дека ќе ја смири. Веќе искуството со ВМРО ДПМН ни покажува дека не треба да се надеваме на чуда. За жал, мислам дека ќе продолжат во истиот стил. Она што не успеа да го спречат, ќе се трудат да го минимизираат. Погледнете го само однесувањето со законот за одбрана. ВМРО ДПМН бара да се ратификува членството во НАТО, а главниот инструмент со кој ќе можеме да ја искористиме заштитата на НАТО не го поддржува во собранието. И кое било образложението? Не сакале да гласаат за армија на Република Северна Македонија. Пред само 5-6 дена гласаа за закон за служба во армијата со кој прифатија ова да биде армија на нашата држава, на Република Северна Македонија. Сето тоа се лаги, но за жал ова се скапи лаги. Го нарушуваат имиџот на државата и во странство и ја подкопуваат довербата на нашите граѓани дека излеговме од една криза и мора да тргнеме напред. Членството наше во НАТО нема да биде решение за секој наш проблем. Ако имате неодговорни политичари, неодговорна опозиција, ни НАТО, ни Свети НАТО не може да ве спаси од тоа. Но членството во НАТО ние покажавме прво дека има многу силно влијание врз економијата, 60.000 нови работни места, покачени плати, 4 пати поголеми странски инвестиции. Но дека исто така многу влијае и на нашите безбедносни, особено армиски структури. Ние со помош на членството во НАТО успеавме да собереме аргументи за да 2 пати поред ги зголемуваме платите на припадниците на армијата. Успеавме да најдеме и буџет, и пари, и поддршка, за да секој припадник на армијата веќе од март добива дополнителни 7.000 денари. Пазете, на припадниците кои пред 2 години земале 20.000 денари плата, приходите од март ќе им бидат над 30.000 денари. Тоа ви се уште 6 плати дополнителни во текот на годината. Нема да добиваат 12, 18 плати.
вложивме и набавивме прв пат после 16 години инженериски машини во армијата. Со договорот со Соединетите Американски држави обезбедивме само минатата година 33 оклопни возила. Инвестираме во обука заедно со американците и со британците и тоа е веќе еден нов систем кој функционира подобро и за припадниците на армијата, ама функционира подобро и за државата. И ако сме паметни, овој генерацијски успех ќе го искористиме за да го прошириме, да ги видиме истите резултати и во план на ЕУ, и на план на економија, и на план на темите кои што со право стануваат топ теми од типот загадување, од типот квалитетно образование или здравство. Да учиме од нашите добри искуства. НАТО е наше добро искуство и наместо да се трудат да го минимизираат или да го рушат, минимум државничка свест ни треба, за да тоа добро искуство го искористиме и на други теми.